Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте. Време е за откриени тајни на телевизија 24. Ова е нашиот редовен термин, сабота 11 часот, во кој секако откриваме по некоја нова тајна, се со цел да ви помогнеме да имате подобра комуникација, да ги успеете да ги реализирате вашите цели, да имате добри односи со луѓето околу вас и многу други теми кои што може да го направат вашиот живот да биде поубав. Затоа ве покануваме во продолжение да останете на програмата на телевизија 24. За кратко ќе ја најавам темата на која што ќе разговараме во денешната емисија. Во една од предходните емисии разговаравме за тоа како да ги подобриме односите со луѓето од нашата околина. На оваа тема секако ќе продолжиме и во рамки на денешната откриени тајни, затоа што имаше навистина голем интерес од гледачите на нашата емисија. Токму во денешното издание ќе зборуваме на многу прашања поврзани со тоа како да ги подобриме односите со нашите најблиски, зашто доаѓа до кавги, како излегуваме од тие кавги, зашто можеби некогаш во љубовта се појавува љубомората и како да ја надминеме. Многу вакви прашања секако во продолжение заедно со мотивациониот говорник доктор Жарко Костич, кој денеска е дел од нашата емисија. Жарко, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Сања, добар ден до нашите стари и нови гледачи. Зборуваме и денес на една доста интересна тема. Всушност продолжуваме каде што застанавме пред некоја емисија. Секогаш остануваат работи недоискажани, затоа што времето не ни дозволува да се расшириме премногу, но кога има интерес од гледачите, зошто да не продолжиме и понатаму да разговараме на оваа тема. Сите сакаме да имаме подобри односи со луѓето од нашата околина и токму поради тоа и денес ќе разговараме на оваа тема. Луѓето, Жарко, често се борат против лоша контрола. Никој не сака да биде лошо контролиран, па како можеме сето ова да го доведеме во корелација со тонската скала за која што често зборуваме? Да, ако ја разгледаме тонската скала, значи денеска ќе се осврнеме повторно на тонската скала, имавме во претходните емисии, продолжуваме со неа, тоа е нешто кое што го буди најголемиот интерес кај нашите гледачи, поради тоа што графички ги објаснува многу работи со кои што се соочуваме во животот, емоциите се една од најбитните работи. Ако видиме на тонската скала, на овој графички приказ, ќе видиме дека имаме жолти тонови кои што се позитивни, значи тука се тоновите на игра, на ентузијазам, на акција, на развеселеност. И така натаму како паѓаме по оваа скала, гледаме црвени тонови, тие се деструктивните тонови, и како паѓаме понадолу во плавите тонови исто така се деструктивни. Фактички тука во црвените тонови ги имаме антагонизмот, љутината, омразата, огорченоста, па после тоа очајот, па паѓаме надоле во скриено непријателство, страф, надоле исто така во тага, апатија, очај и така натаму. Ќе видиме дека во текот на животот, значи да повторам за оние кои што сега се вклучуваат, како тече животот, како ни нанесува болни искуства. Кажавме во претходните емисии дека тие болни искуства како траги оставаат, односно остануваат во нас, во нашиот ум, во нашата подсвест, значи станува збор за негативните, болните искуства во животот, физички болните искуства, емоционалното болни искуства, траумите, загубите, нервозите и така натаму. Поразите од животот се складираат таму и се снимаат во тој подсвесен негативен дел од умот и во дадени моменти ни се повторно реактивираат тие негативни емоции, некојаш без очигледна причина. Но како тече животот, како собираме вакви негативни искуства, тоа краде дел од нашата животна сила, дел од нашиот енергетски потенцијал и впрочем така како старееме, како ги собираме овие болни искуства, ние паѓаме пониско и пониско на оваа скала на емоции. Значи треба да знаеме дека во таа подсвест се снимени да нагласам уште еднаш тие порази, болни искуства, негативни искуства и така натаму ни влечат надоле и ни крадат дел од нас, дел од нашата животна сила. Сега, ако размислиме и за прашањето кој што ми го постави поврзано со контролата, луѓето многу често се борат против контрола и во нашите односи помеѓу најблиските, затоа што тоа е и темата на денешната емисија, и помеѓу луѓето во животот имате контрола. И контролата не секогаш е лоша, односно не е лоша во колку се направи на добар и позитивен начин. Ете, се нешто морате да го контролирате во животот, така едно дете треба да го исконтролирате. Така во самиот почеток, па и понатаму во животот, начинот на кој што тоа го правите или го правиме е разликата и против негативната или лошата контрола, секако дека луѓето секогаш и се борат против тоа, се бунат против тоа. Но жолтите тонови
го даваат просторот. Зборевме за простор во претходната емисија. Зборевме за тоа дека во високите тонови, кога сме со овие жолти емоции, и го одобруваме постоењето на другите луѓе. Значи можеме да ги прифатиме. И со нивните позитивни, со негативни карактеристики ги сакаме. Луѓето знаат дека ние ги прифаќаме и одобруваме нивното постоење. Така и сега тие можеме да ги насочиме на многу убав, љубезен начин, како кога некого кога го сакате многу. Гледате кога ќе кажам да го сакате и овие жолтиви, односно и овие црвениви и плави тонови, секојаш викаат дека е тоа направено се од добра намера и љубов, но не доаѓа тоа до нас на тој начин. Гледате жолтите тонови, навистина љубовта ја покажуваат на тој начин што не прифаќаат, на тој начин што не критикуваат постојано, на тој начин што не инвалидизираат, на тој начин што кога ќе ни го кажат некои работи го прават тоа на многу љубезен, учтив, пријатен начин, и тоа е начинот на кој што тие не контролираат. Значи знаеме преди се дека не прифаќаат, и тука е многу тоа битно за човек да ја прифати контролата преди тоа што ја чувствува таа добра намера. Видите, можете пониско на тонската скала имате некој човек кој што е лут и цело време ве критикува, ве омаловажува, ти кажува колку грешиш, колку не го правиш тоа добро, колку цел живот си направил грешки, поради тебе сите страдаат и така натаму. Гледате, и он може да ви каже дека ова ти го кажувам само за твое добро и се ова што го правам, што те критикувам, што постојано те не знам, те омаловажувам или како и да, го правам за да те освестам. Гледате, не можете да го освестите човек на таков начин. Можете само да го намалите, да го направите нервозен, да го направите несигурен. И тоа е негативна контрола. Гледате, луѓето се обидуваат да ве контролираат на тој начин што ќе ви кажат во тие црвени тонови дека ако ти мене не ме послушаш, ја што ќе ти кажам, зашто јас знам најдобро секогаш, ти ништо не знаеш, јас знам. И ако не ме послушаш мене, тогаш нема сум ти твој пријател. Ете, ако направиш како што мајка ти кажува, или ако направиш како што дечко ти ќе ти каже, или што и да е, и ако не ми го послушаш мојот стојди, ја тоа што го мислам, веќе не ти зборам. Ете, тоа е лутина, тоа е антагонизам, тоа е начинот на кој што тие црвени тонови ја контролираат околината. И кој сака таква контрола? Луѓето не сакаат таква контрола. За жал, некојаш станувате послужен поради тоа што ако имате луѓе кои што се социјални, кои што не се конфликтни личности и така натаму, некојаш сакаат да одоброволат на тие луѓе, па едноставно можат тие луѓе да ги контролираат другите луѓе на негативен начин. Иако секако дека тоа не е најдобро, треба црвените тонови да го сменат начинот на кој што ги контролираат луѓето, но тоа пак не е едноставно да се направи. Не можат луѓето лесно да се издигнат од тие негативни емоции. Значи, тоа е лоша контрола што го прават црвените тонови, лутина, антагонизам, огорченост. Значи, кога сте со некој кој што е огорчен, што значи тонот огорченост, значи дека ти нешто си ми сгрешил, значи ти си кривиот, јас сум правиот, ти нешто си ми сгрешил, ама не ти го кажувам тоа отворено, како што би го направил антагонизам или лутина, или непријателство, него ќе го ќутам, ќе ти бидам огорчен, ама мојата емоција точно ќе ти даде до знание дека нешто си сгрешил. И дека нешто си ми направил мене кое што не е во ред, и тоа ја ќе ти го покажам преку мојата емоција, ама нема да ти го искомуницирам. Гледате, тоа е огорченост. Ако со некој човек кој што е во огорченост и тој сака да ви сконтролира во послушност, да му го направите на него кејфот, да направите како он што сака, но не идејата едноставно да правиме компромиси со она што мислиме дека е вистина, само да ги одоброволиме овие луѓе. Тоа не е начин како да го живееме животот. Треба да го живееме животот на начин на кој што ние мислиме дека е исправно, но секако треба да научиме како да имаме комуникација со тие луѓе, треба да дознаеме многу повеќе фактори за овие емоции, што тие емоции предизвикуваат кај другите луѓе во околината, зашто толку негативно влијаат врз нас и така натаму. Како се спуштаме па подолу по тонската скала, кога навлегуваме во овие плави тонови, гледаме еден тон скриено непријателство или страф. Тие пак начинот на кој што ги контролираат луѓето, ги прават несигурни на еден скриен начин. Видите, нема да видите од нивна страна дека ви се лути, антагонистични, лоши кон вас и не ве омаловажуваат и деградираат отворено. Туку тоа го прават на многу скриен начин под превезот на пријателството. Ќе ви кажат, не знам, вашите пријатели колку лошо мислат за тебе. Се он е тука за да те заштити. Он ти е најдобриот пријател, а при тоа ти кажува како сите други не те сакаат. Или дека, не знам, едноставно ти ги покажува твоите мани на таков начин да ти мислиш дека е за твое добро, но чувствуваш дека не е. Ете, тука инвалидизацијата и деградирањето е на многу скриен начин, на многу маскиран начин направено. Затоа се вика и скриено непријателство. Гледате, имате насмевка од едната страна, но фактички зборовите
и она што се случува не е добронамерно, едноставно ќе ви кажува со многу убави зборови, ќе ви собраќа на вас, ќе ви дава комплименти, можеби кога не сте тука на вашите пријатели ќе почнат да ве озборува и така натаму. Значи тоа е тој тон на скриено непријателство. Подолу има уште повеќе страф, каде што луѓето едноставно се исплашени и од твоето постоење, можеби од твојата енергија и така натаму, и начинот на кој што сака да те редуцираат е повторно маскирано, ќе ти кажат како не си добар, како треба се подобриш, гледаш се е тоа за твое добро. Све е тоа така убаво кажано, но фактички намерата која што чувствуваш од нивната страна не е баш најдобра. Рековме во претходните емисии, не треба се бориме против овие тонови, не треба да влагаме во конфликт со нив, едноставно треба да ги разбереме. И рековме дека има начин како можеме да ги подкренеме, да ги подобриме нивните емоции. Тоа е начинот како да живееме со другите луѓе, зашто и тие се во замката на животот, и тие страдаат од нивните емоции. Имаме начин како да им помогнеме, секако кога сакаат се волни да примат помош. Речиси да не постои кавга, Жарко, каде што оние кои што се дел од кавгата не се обвинуваат еден со друг. Секогаш постои она ти си виновен, не ти си виновен, и тоа до недоглед така оди се додека кавгата во некој момент не прекине, ако прекине. Но зошто и поради што често се случува ова да се обвинуваме еден со друг кога имаме расправи? Видите, кога обвинувате некој друг, никогаш нема победник во таа релација. Ако се вратиме на претходните емисии, речеме дека во основа на добрите односи, меѓучовечките односи и релација, да преземете одговорност за некој друг човек, но кога ќе кажам одговорност, се мисли да имате афинитет, љубов, разбирање за тој човек и да му помогнете да успее. Тоа е одговорност. Ако идеме со тој став на одговорност, ќе видиме дека ако човекот почнеме да го критикуваме, омаловажуваме, викаме ти си крив, ти си за никаде. Видите, кога покажувате со прст на некој, ќе видите еден прст натаму, ама три се на ке вас покажуваат. Така да, кога почнуваме да обвинуваме другите луѓе, треба да видиме и дали ние некако допринесуваме со тоа и како допринесуваме, поради тоа што кога ќе обвиниме некој човек, фактички не преземаме целосна одговорности за самиот тој и за него. Сега, ако речеме дека, ако се навратиме на претходните емисии и велиме дека ние сме причина во животот, гледате, како причинители можеме другите да ги направиме исто да се причина. Значи да функционираат креативно, да функционираат на тој начин што ќе успеат во животот. Ако јас сум причина, значи дека ќе ги надминам препреките, се чувствувам позитивен, среќен, задоволен за да ги надминам препреките да дојдам до мојата цел. Но кога се чувствувам ефект, се чувствувам повлечен во животот. Значи ефектот да примите нешто, едноставно да не можете да вратите на тоа нешто. Значи јас можам да бидам ефект во животот ако имам премногу притисоци, ако имам премногу проблеми, едноставно се тоа притиска врз мене и јас се повлекувам од животот. Ако имате двајца сопружници или двајца пријатели, ако едниот сака да е причина и ти кажува ти си за никаде, не си достоен, тоа што го направи не е како што треба, гледате, другиот човек го правите ефект. Го правите да е препланен од негативните емоции на тој што го обвинува и на самите своји негативни емоции. И тој човек не може после тоа како ефект, како некој кој што е симнат по скалата на емоции да функционира нормално во животот. Ако земете примерот на дечко и девојка или на сопруг и сопруга, честопати имате еден кој што го обвинува другиот и другиот сака да го симне, да го понижи, да го искритикува, да го инвалидизира и на тој начин наводници сака да го подобри. Не можете така да го подобрите човекот затоа што го правите ефект. Треба да го направите причина. Сега можете да имате два типа на врски. Едниот каде што едниот човек е причина, каде што тој кажува све како треба, колку е добро и така натаму, другиот го правите ефект на тој начин што го критикувате. И тука врските никогаш не функционираат добро, затоа што обично што се случува, кога ќе почнете некого да го критикувате, да му наоѓате мани и замерки, другиот има тенденција да ви врати со иста мера на вас. И тоа се кавгите ако ги видите во домот. Така, сопругот ќе обвини сопругата за нешто, сопругата ќе му врати и гледате што се случува. Сега сопругот е причина, ја прави не ефект, во дадени моменти она е причина и тој станува ефект. Така, можеме ни искритикувал и наредниот ден он очекува од него, од неа да направи нешто, ама она нема да го направи тоа што он го сака. Видите, сега тој станал ефект и тој се нервира. Видите, тука немате убавина, тука немате креативност. Она што е убавото е да имате на врска меѓу себе каде што едниот ќе му помага на другиот и тој да биде причина кога сгрешил. Што тоа значи? Имаме ситуација каде што може сопругата го чукнала автомобилот. И во првата ситуација доаѓа сопругата дома и сопругот вика: "Ама ти си за никаде, ти кажав дека треба да научиш како возиш или никогаш не гледаш кај го паркираш возилото или што и да." Гледате, прави не ефект, се чувства неубаво жена. Како и помагате на тој начин?
не помагате, така? Тоа е причина, се она е целосен ефект. Така да ќе се свртат работите после тоа и она ќе стане лута, па она ќе почне да го обвинува него или ќе му врати на некој скриен начин, како и да е. Нема убавина, нема креативност во тој тип на врски. Она што може сопругот да го направи, на пример сопругата која ќе ја чукне колата, да превземе одговорност за тоа, да го поправи браникот. Сопругата веќе можеби и самата таа е незгодно и сака да му каже на сопругот дека го чукнала автомобилот, и сопругот вика окей, знам, веќе е поправено. Сето тоа можеме да одиме во кино или на вечера. Гледате, кога ќе преземете одговорност за другиот човек, вистински го правите и него причина. И тој самиот може да види дека сгрешил, дека не направил нешто кое што можеби најдобро, и тоа што се случува е вртите работата некоја креативна работа. Дете може да излезат во кино, или може да одат во театар, или може да идат на вечера. И више нема таа игра на обвинување, каде што едниот со другиот се караат, туку едниот презема одговорност за грешката на другиот и другиот презема одговорност за грешката на првиот човек, и на тој начин си помагаат, на некој начин се тим. Вистински има меѓусебна убава комуникација, соживот, забавно е, никој не е под притисок дал ќе сгреши или не, поради тоа што секојаш кога има тензија дал ќе сгрешиме или нема да сгрешиме, тогаш и вистински правиме нелогични работи и грешки. Велат за кавга се потребни двајца. Вистина ли ова, Жарко, или може и некоја трета личност да се вмеша во кавгата помеѓу две личности? Дефинитивно во кавгата има двајца луѓе како основно нешто од кое што се состои кавгата, но гледате, проблемот е ако не можете да разрешите кавга со некој човек. Затоа што се случува ако имаме кавга помеѓу двајца луѓе и проблемот е меѓу нив? Комуникацијата и волноста да се комуницира на темата секогаш ги разрешува проблемите. Затоа е комуникацијата многу битна алатка, да научиме како да комуницираме со другите луѓе без при тоа да не вознемирува тоа што тие ќе го кажат. Зборевме за подсвеста и дека подсвеста ни се реактивира во дадени моменти и дека некојаш на самата интонација, на самата боја на гласот од сопругата или од сопругата како реагира на сопругот, ќе видиме дека имаме избувнување, дека имаме негативни емоции, тирада од зборови, антагонизам, љутина, што и да. Гледате, во комуникацијата прво мораме да го научиме како тоа да го контролираме, како да останеме смирени. И ако ја користиме таа двонасочна комуникација на правилен начин, без при тоа да избувнуваме, да го сослушаме другиот, па тек после тоа да одговориме и така натаму, комуникацијата ќе го разреши секој проблем. Но што се случува ако имате двајца кои што не можат никако да го разрешат проблемот? Едноставно не сакаат повеќе да зборат еден со друг. Често пати ќе видиме дека во сцената имаме уште еден учесник, трет учесник, кој што не го гледаме. Видите, во секоја кавга, конфликт кој што не можете да го разрешите со комуникација, треба да видиме дали можеби некојаш има и друг човек кој што кажува негативни работи и за едниот и за другиот. Колку пати сме се фатиле во ситуација, можеби имате некој човек во околина кој што е близок со брачниот пар. И на жената ти кажува негативни работи за сопругот, ама да сопругот кажува пак негативни работи за сопругата. И гледате, тие ќе почнат меѓусебно да се обвинуваат и да се караат. Или не мора да е сопруг и сопруга, може да сте двајца пријатели. Имате трет пријател, кој што го полни едниот човек со негативности за својот пријател и другиот пријател му го збори истото, односно што и да е негативно за првиот пријател. И гледате, имате двајца кои што се караат и се во лоши односи. Но она што се превидува во тој момент е дека имаме и трет фактор, кој што допринесува на целата кавга. Колку пати се има случајно после години, ќе седнат двајца и ќе речат, да, ама ти тоа ми го имаш направено, ти го немам направено? Како ми го немаш направено? Од кај знаеш дека сум ти го направил тоа? Овој ми каже. Како тој ти кажа? Зашо ти го кажал тоа? И он ќе свати дека истиот човек и него му кажувал лошо за другиот пријател. И ќе видиме дека многу често во кавгите во кои што имате двајца кога не може да се разберат, ќе се разделат, ќе се скараат, едноставно не им оди никако комуникацијата, дека треба да се посомневаат и треба да видат кој е тој кој што можеби е во околината и кој што во оган. Не секогаш намерно. Видите, не секогаш намерно, некогаш едноставно не ни е денот и се жалиме за луѓето. Но ако тие двајца се во исто така блиска релација, кога имате друштво, ќе видите исто така колку е тоа негативно. Затоа е одговорност да се преземе одговорност да не се критикуваат луѓето поради тоа што во колку почнеме едниот пријател да го критикуваме на едниот човек. Па после тоа он нешто не сгреши, па него ќе почнеме да го откривуваме спрема другиот човек и ќе видите дека тие двајца ќе почнат да не се сакаат меѓу себе, а можеби овој кој што е третата страна немал
злобна намера, но едноставно сето тоа испаѓа на таков начин. Некогаш по тонската скала рековме дека има и некои по-деструктивни тонови кои што едноставно, знаете, животот, пак ќе кажам, е мачен и некогаш тоа се случува, но едноставно треба да ги разбереме сите овие работи, треба да осватиме ова правило, треба да комуницираме меѓу себе и ако видиме дека некогаш не идат работите, не можеме да се разбереме, треба да видиме дали имаме некој околу нас кој што можеби го превидуваме дека случајно, намерно, кој да е ситуацијата. Не сакам да кажам намерно, поради тоа што често пати стана збор за стварно случајни работи, дали има некој кој што долива гориво на или долива бензин на огнот. Направивме куса пауза и се враќаме со разговорот со мотивациониот говорник доктор Жарко Костич. Денес зборуваме за тоа како да ги подобриме односите со луѓето од нашата околина. Веќе го започнавме разговорот, имаме уште прашања, секако овој втор дел можеби ќе го посветиме малку повеќе на љубовта, затоа што овие односи помеѓу двајца веројатно дека се едни од најзначајните во животот на човекот, сите сакаат да имаат складни, хармонични љубовни односи, но ете Жарко, за колку видови на љубов станува збор кога ќе ја споменеме љубовта? Гледате, станува збор за љубовта е интересна тема, сме ја спомнале претходно, некогаш имаме знаете љубов, ајде да кажеме дека имаме три типови на љубов и дека ако дискутираме на оваа тема интересно ќе биде да се каже дека она убавата љубов е љубов кога сакате некое битие како битие. Така, можеби секако дека убаво ќе биде да има тука вклучено и естетика, едноставно да го сакате и телесно, но многу е битно да го сакате битието и да го препознаете тоа битие, да бидете преди се пријател со тој човек поради тоа што тоа е основа на една долготрајна релација. Другиот тип на љубов е сексуалната привлечност, некојаш ќе имате двајца кои што едноставно сексуално се привлекуваат, едноставно има некаков магнетизам, но често пати тоа не трае долго. Како релација имате друг типови на љубов каде што едноставно се нервираат еден со друг луѓето и тоа на начин на кој што како да кажам, ако умот го разгледаме малку подобро, ќе видиме дека во умот се снимени многу искуства, болни искуства од минатото и ќе видите таа подсвест не делува разумно во многу ситуации или скоро никогаш. Свеста е таа која што делува разумно, но гледате во таа подсвест се снимени болни искуства, трауми и така натаму. Ќе видите можеби имате некој човек кој што мајката негова имал он конфликти со неа или имале недоразбирање и така натаму и сега можеби сопругата да го потсеќа подсвесно на неа. И гледате, самото потсеќање на сопругата, на својата мајка, предизвикува кај него негативни емоции, негативни реакции, да се чувства луто, нервозно. Самата жена можеби ништо и да не направи, но можеби има сличен тон на гласот како што има мајка му, едноставно почна да се бори со друг идентитет. Не се бори не со својата сопруга, него само тоа го потсеќа и станува целата ситуација многу комплексна. Гледате, не дека не може да се разреши сето тоа, секако дека има решение и за тој тип на љубов, но она што е проблем е дека некогаш подсвесно некога ќе го одберете за можеби за сопруга или сопругата некога ќе одбере за сопруг кој што баш го потсеќа на некој од минатото. И тука настануваат комплексни ситуации затоа што ако тој човек од минатото имате со него болни негативни искуства, моменталната сопруга или сопруг може да го реактивира тоа негативно искуство од минатото и стануваат ситуација да станува многу комплексна, да се разреши во тој момент, иако секако дека може и дека има решение. Но она што е убаво е љубовта, е дека кога некој човек му се восхитувате, е некој човек кој што сакате да го видите слободен, видите кога му се восхитувате на некој човек, восхита е таа кој што секој човек ја сака. Колку повеќе му се восхитувате на некој човек, толку повеќе сакате да го видите слободен. Често пати љубовта луѓето имаат тенденција да ја заменат со некогаш и негативни емоции. Знаете, имате дадени ситуации каде што ќе се испотепаат двајца и сето тоа е во име на љубовта. Ова го правам, ја те тепам затоа што те сакам. Гледате, нема логика. Затоа што во тој момент љубовта, во наводници, ќе кажам љубовта испомешана со болка, со траума, со некои негативни болни искуства. И кога имате дадена таква ситуација, не можете, мислиме дека станува збор за љубов и поради тоа
кога ќе кажам љубов, некојаш затоа ставам наводници, односно потенцирам дека не станува збор за вистинска љубов, него некогаш луѓето дотолку имаат негативни емоции или се загрижени или се љубоморни за некој, едноставно сака да му го земат просторот, сака да го стават на некој начин во кафес и на тој начин изразуваат својата љубов, но тоа вистински не е љубов. Љубовта е слобода. Видите, поради тоа јас сакам да кажам дека станува збор за почит. Видите, кога имате почит спрема некој човек, кога му се восхитувате на некој човек, кога сте среќни, му ја покажувате среќата на тој човек дека тој е до вас. Рековме дека дефиниција за љубов е интензитет на среќа упатен во дадена насока. Кога имате некој човек до вас кој што го сакате и сте среќни дека е до вас, тој знае дека го сакате. Видите, кога е таква ситуација, му давате слобода на тој човек и сакате да го видите слободен, не ќе да го видите заробен. Во спротивно, ако имате таква љубов која што е присилна, каде што има љубомора многу, кавги, негативна контрола, намалување на просторот, рестрикции, забрани, дури некојаш и тепање се во име у наводници на љубовта, тогаш тоа не може да биде вистинска љубов. Поради тоа што вистинската љубов е всушност восхит и почит, а тоа секогаш налага слобода и простор. А ова негативната љубов, ај како да ја наречам или како да го пренесам тоа како мисла, носи во насока на рестрикции, носи во насока на казни, носи во насока на закани и лоша контрола, а на некој начин во име на, пак ќе кажем, наводници љубовта. Ја споменавте љубомората. Колку љубомората е еден од главните фактори за пропаѓањето на голем број на љубовни врски? Никој не сака љубоморни луѓе околу нив. Гледате, љубоморниот човек, пак ќе зборам за умот сега, кој имате дадена ситуација во умот, например, имате некоја ситуација каде што некоја девојка му раскинала на момчето, тоа е останато во неговата потсвест и се реактивира во дадени моменти. И кога имате такво болно искуство, снимено во минатото и можеби таа го преварила момчето и отишла со некој друг дечко, човекот станува предпазлив во наредните ситуации, поради тоа што таа потсвест има тенденција да ги генерализира. Работите, сите жени се такви, сите мажи се онакви и така натаму, видите. И тоа предизвикува несигурност кај човекот кој што некогаш можеби бил преварен или разочаран од љубовта и така натаму. И тогаш има тенденција да се плаши дека истата ситуација може да се деси пак. И со такво болно искуство во себе човекот сака да ја контролира ситуацијата, но тоа не е вистински контрола. Гледате, и тогаш почнува да ги ограничува комуникациите на сопругата или сопругата на сопругот, како и да. Во основа на љубомората прво е несигурноста која што настанува поради некое искуство од минатото, или можеби имало дадени ситуации каде што таткото имал негативен став кон неговата мајка, изборал работи каде што генерализирал работи во врска со жените. Сите жени се вакви, или мајка му викала на девојката, сите мажи се такви, не можеш да им веруваш. И гледате, кога имате дадени такви ситуации од вашето минато снимено во вас, тогаш не е лесно човекот да вистински ја перцепира. Околината има тенденција да биде сомничав, иако не мора. Секако не мора ова да е така. Има многу ситуации каде што секпак се десиле такви негативни болни искуства од минатото, а човекот не гледа, не ги генерализира работите околу себе. Но друга работа зашто љубомората е негативна е поради тоа што љубоморниот човек има тенденција да ги намали комуникациите на другиот. Гледате, зашто ти се јавува сега? Тој со кого комуницираш? Сега, ми кажуваш дека не си била на, не знам сега, модерни работи на Facebook или на WhatsApp или на Viber, ама си била активно 11:15, кој ти пишува 11:15 тебе? Гледате, одеднаш целата слобода, целата комуникацијата е слобода. Видите, колку повеќе комуникацијски линии имате, комуникации со другите луѓе, толку сте послободни поради тоа што имате повеќе простор. Сега, ако се вратиме на претходното прашање, ако човеков е љубоморен, тој ќе сака да го редуцира просторот на тој што у наводници го сака. Затоа што ќе сака да се заштити можеби себе си од идна загуба која што тој мисли дека ќе се случи, а не мора да е така. Видите, љубомората може да има основа, ами не мора да има основа. На комуникацијата е таа
кој што ќе ги разреши проблемите и почита еден кон друг е таа кој што ќе ги разреши проблемите поврзани со љубомората. Но ако имате љубоморен човек, главно е дека сака да ги прекине комуникациите, поради тоа што мисли дека нешто може да се деси, а другиот човек протестира против таа љубомора, поради тоа што секој сака да се има отворени комуникации, да се има слобода. Така да, решението за тоа е вистински да се комуницира. Љубоморниот човек може да праша искрено и отворено, окей, со кого комуницираше, гледам дека си била активна на Facebook или на каде и да е, во толку и толку часот, едноставно тоа ствара немир кај мене, не сакам да идам и да барам со кого си правила муавет, но можеш ли да ми кажеш, стварно те сакам и те почитувам, но ете тоа е нешто кое што ме вознемирува. Ако го каже тој, од другата страна стварно има сопруга кој што ќе го разбере, едноставно може да му покаже. Затоа што гледате, кога љубоморниот човек е љубоморен, она што другиот човек, ако стварно сака да преземе одговорност за љубоморниот човек, и ако нема што да крие, се надеваме дека нема, едноставно може да ги покаже сите тие комуникации, може да го викне љубоморниот човек со не ако ќе излезе на некаде, може би ќе биде повикано од некое друштво, и ако не го викне дечкото има тенденција да стане љубоморен поради тоа што му се кријат тие комуникации. Ако ги отвори девојката комуникациите, љубомората на дечкото се намалува поради тоа што тој знае дека нема што да се крие. Кога почнувате да криете дадени работи, тогаш исто така се јавува љубомора кај другите луѓе. Поради тоа е многу битно да имате отворена комуникација, едноставно. И ако сакате да преземете одговорност за љубоморниот човек, едноставно покажете му ги тие комуникации, викнете го да дојде со вас, но од друга страна, ако тоа пак не се коригира и едноставно станува, како да кажам, тешко, треба да разбереме дека некојаш воопшто нема врска со нас, него има врска исклучиво со љубоморниот човек и дека тој некојаш имаме трауми од нашето минато кои што влијаат негативно на нас и не тера да размислуваме дека нешто лошо секогаш може да се деси или дека некој може да не превари така. Рековме, љубомората колку може да биде опасна и погубна по врските и дека еден од факторите за пропаѓање на љубовните врски, но наспрема љубомората и искрената комуникација можеме да ја ставиме на врвот на факторите кои што допринесуваат љубовните врски да опстојат и да бидат поуспешни. Точно, значи комуникацијата е секогаш одговор за се. Ако има магија на овој универзум, тоа е комуникација, која што е многу практична. Работа, гледате, комуникацијата е одговорност, секогаш кога преземе одговорност за работите кои што сме ги направиле. Комуникацијата е таа која што ќе ни покаже дека сакаме да преземеме одговорност. Јас секогаш сакам да разговарам со луѓе кои што ќе ми се извинат за нешто кој што го направиле. Дури ако не знам, гледате, некојаш ќе ти сгреши некој со нешто и кој ќе ти каже, тоа само по себе покаже одговорност кај човекот дека едноставно со него не е во ред дека тоа го направил и дека сака да се коригира. Така да комуникацијата е многу битна и многу е битно кога некој човек ќе ви се довори или ќе каже нешто дека сгрешил, затоа што самото криење на тоа што сме го направиле ни тежи на нас и комуникацијата е едноставно вентил кој што ќе ни направи да се чувствуваме подобро, поради тоа што никој не сака такво чувство да има. Сега, може би имате некој човек кој што сгрешил нешто, сака да го искомуницира тоа, треба да му биде дозволено да го искомуницира. Не секогаш е лесно, но е многу битно и исправно да се дозволи тој човек да каже било што, поради тоа што самото тоа му предизвикува да биде уште поодговорен во животот понатаму и треба да сме горди и треба да го сметаме тоа како нешто позитивно, дека некој сака нешто да ни каже што сгрешил, затоа што е знак дека сака да се коригира. Комуникацијата е секогаш најбитна и се може да се подобри со комуникација. Во моментот кога комуникацијата, искрената комуникација, почна да прекинува во една врска, тогаш и самата врска прекинува, зашто комуникацијата е основата на која што се изградени сите релации и сите меѓусебни односи. Така да, ако има најбитен елемент за односот меѓу блиските, не знам, во бракот, помеѓу дечкото и девојката, во една група, комуникацијата е секогаш нештото кое што е најбитно и е најисправно секогаш да се комуницира. Некогаш мислиме дека со самото комуницирање комуникацијата не несува проблеми, но не е така. Гледате, тие проблеми секогаш виселе во воздух и едноставно ни уништуваат дел од некоја врска. Ако почнеме да комуницираме за проблемите искрено, тие проблеми почнуваат да се разрешуваат и врската доаѓа на едно ново и повисоко ниво. Така да искрената комуникација за вистинските работи кои што се битни во животот е основа на секоја успешна врска.
Жарко, јас ви благодарам што денес бевте повторно дел од Откриени тајни и што ни откривте уште некои тајни поврзани со подобрување на односите со луѓето од нашата околина. Секако за сите дополнителни информации, за сите оние кои што сакаат да се информираат малку повеќе за ова, социјалните мрежи се достапни, вашата Facebook страна, секако и страната на телевизија 24, каде што може да ги најдат сите претходни емисии на Откриени тајни и да на еден навистина убав начин ги дознаат овие тајни за подобри релации и односи со другите луѓе. Ви благодарам за гостувањето. Така се, јас се надевам дека со само тоа допринесовме повеќе да имаме повеќе податоци на оваа тема, поради тоа што претходната емисија, фактички пред две емисии, емисијата која што беше насловена како да ги подобриме односите со луѓето околу нас, имаше многу интерес и пофалби за таа емисија, поради тоа сакавме да продолжиме со дополнителни податоци на оваа тема. Сепак останавме куси, сакате да знаете нешто повеќе, секогаш може да ми се обратите на социјалните мрежи. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Со друга тема секако се гледаме повторно, точно за една седмица. Следната сабота во 11 часот бидете на програмата на телевизија 24 и чекајте ја новата Откриени тајни.